ти проследиме што денеска најинтересно се случуваше на падините на водно во последната трка на државниот шампионат во ридско-брзинско возење на Македонија. Се наоѓаме моментално со слика на паркингот пред Автомото Сојузот, каде што возилата се поправаат, се чепкаат пред конечниот старт, односно поаѓањето на патеката. Да спомнеме дека ова е последна 12-та трка во ова државно првенство на Македонија. Резултатите не беа многу битни, би можело да се рече дека шампионите во сите класи однапред беа познати и пред одржувањето на оваа последна трка. Меѓутоа, сепак вредеше да се погледнат и денешните две трки на водно, а да се спомене вредно е и присуството на тројца странски автомобилисти во денешните трки, и тоа двајца од Бугарија и еден од СР Југославија. Ова е возилото на Герофилија, Ford Escort RS 2000, кој настапуваше во најсилната петта класа, додека возилото на Радослав Козлеков, кој настапуваше во третата класа 2300 кубни сантиметри, го видовме пред малку, тоа беше Лада. И уште на патеката се појави и Фрањо Кунчар од СР Југославија, кој исто така учествуваше во третата класа 2300 кубни сантиметри со возилото Suzuki Swift. Ова е моментот кога возилата се упатија кон стартот, а на стартот ги пречека огромен број на публика, расположена за доживување. Самата церемонија започна со интонирање на македонската химна пред сите учесници на денешниот натпревар, а учесниците ги поздрави и трката ја прогласи за отворена претседателот на Автомото Сојузот на Македонија Димитар Николовски. Прв на патеката стартуваше Герофилија, гостинот од Бугарија, од Автомото клубот Кремиковци, со неговото возило Ford Escort RS 2000, кое претежно е наменето за возење на рели, а и стилот на возењето на Герофилија потсетуваше малку токму на рели возење. Со ова конкурентно возило тој успеа прв да помине низ целта, меѓутоа мора да се спомне дека неговиот пласман не се зема в предвид за бодување. Гостите беа овдека само со ревијален карактер, додека првото место, значи во оваа класа, го зазема Илија Малинковски со неговото возило Opel Astra GTI 2000 кубни сантиметри. Иако даде се од себе и возеше овој пат со 15 цолни рейсинг гуми, Илија Малинковски не можеше да му се спротистави посериозно на Герофилија и го освои првото место во нашата класа, додека Георгиев Славчов, кој се појави на патеката, не возеше во второто возење, па сходно на тоа остана и без бодови, меѓутоа и тоа не му попречи да освои титулата. Четвртата класа, која моментално ја гледаме, беше најатрактивна, би можело да се рече, бидејќи овдека и беа постигнати најинтересните резултати. Победник беше Андреевски Сашо, популарно наречен Салка, од Автомото друштвото Херц Македонија. Имаше второ време на тренингот. Овој пат заврши како прв, додека на пролетниот натпревар на водно, кога Автомото друштвото Партнер беше организатор, Салка не се појави на патеката, меѓутоа тоа не му попречи овој пат да победи. Александар Димушевски, популарниот Вуле од Автомото друштвото Партнер,
имаше четврто стартно време на тренингот, а на оваа трка се пласира на третата позиција, пред се поради слабото возење во втората трка. Во првата трка имаше најдобро време, додека третопласиран беше Делев Владко, кој ја има веќе обезбедено титулата во оваа класа. Делев Владко, член на автомотодружството Автомобилист од Скопје. Популарната кривина наречена Лажи Вере не представуваше проблем за никого од возачите. Вообичаено беше на оваа кривина да очекуваме излетување, меѓутоа денеска тоа не се случи. Публиката не бираше место за што поудобно да може да го следи надпреварот. Во третата класа, како што веќе спомнавме, беа двајцата гости Радослав Козлеков и Фрањо Кунчар. Првото место го освои Фрањо Кунчар, исто така во ревијална конкуренција, член на автодружството Мак Трајал. Инаку на вчерашниот тренинг имаше второ време зад нашиот Витомир Блажевски, меѓутоа денеска извоза одлично, на два пати по 2 минути и 31 секунда и вкупно време од 5 минути 3 секунди и 419 илјадити делови од секундата. Малце прикочи на оваа кривина, меѓутоа сепак прв стигна на целта. Како второпласиран Стојанов Томислав, автомотодружство Хемпромет Кастро во Скопје. Всушност тој освои победата на денешната трка, бидејќи пласманот на Кунчер е во официјалната конкуренција. За Томислав Стојанов 20 нови бодови и конечни во оваа сезона. Зад времето на Кунчер заостана некаде околу 7 секунди. Ова е гостинот од Бугарија со ладата кој изворено возеше. Исто така и неговиот стил на возење потсетува на рели, со доста занесување во кривините, меѓутоа и веднаш исправање на возилото. Радослав Козлеков имаше трето време на вчерашниот тренинг. Првиот лакт го совлада одлично, немаше проблеми ни на Лажи Вере. Трето време во апсолутна категорија, а второпласиран во третата класа е Витомир Блажевски, кој имаше мал пех во првата трка, именно блокира задните кочници, па така доби оштетување на предната лева страна на браникот и на крилото, што го невозможи да стигне прв на целта, како што го стори тоа веќе 10 пати во оваа сезона од 12 трки. Меѓутоа, сосема доволно за второ место и за потврда на шампионската титула во оваа класа за оваа сезона. Трет во официјалната конкуренција Марко Кажич, автомотодружство Новус Хелак. Иако имаше шесто време на вчерашниот тренинг, денеска го подобри. Негов препознатлив знак се секогаш запалените фарови. Кажич Марко со вкупно време од 5 минути 27 секунди и 949 илјадити делови од секундата.
до нови 12 бода. А ова е веќе втората класа, каде што го гледаме возењето на шампионот за оваа сезона во оваа класа Ранко Стојановски. Овдека имаше мала средба со грмушката, меѓутоа ништо опасно. Забележливо беше дека цело време водеше со висок број на вртежи на моторот. И кочниците исто така си ја завршија добро работата. Навистина на добро и агресивно возење. Доволно за првото место со вкупно време од 5 минути 16 секунди и 580 стотинки. Една секунда зад него во вкупното време беше Виктор Арсов од автомотодружството Автомобилист. На вчерашниот тренинг имаше трето време, денеска второ пласиран. Имено во оваа класа би можело да се рече дека резултатите се повторија од пролетоска, кога првото место исто така го освои популарниот рака Стојанковски Ранко. Втор беше Виктор Асов, а трет Цуревски Љупчо, кој, како што ќе видиме за малку, и денеска беше третопласиран. Ова е поминувањето низ целта на Виктор Арсов и веднаш стартот на Цуревски Љупчо. Автодружство Скопје. Имаше прво време на тренингот во саботата. Мора да спомнеме дека тренингот заради временските услови беше, така да кажеме, преполовен, се возеше само едно возење. Со вкупно време од 5 минути и 20 секунди Цуревски Љупчо на третото место на денешната трка Водно 94. Вообичаено по завршувањето на трката секој од возачите со своите пријатели се консултира за приватно измереното време, за разлика од официјалното кое електронски го мери Автомотосојузот на Македонија. И веќе го проследуваме стартот во првата класа за последен пат, како што е веќе најавено во оваа година. Популарните фичевци за последен пат на првенството на Македонија во ридско-брзинско возење, а го гледаме возењето на шампионот за оваа сезона Мојсей Милосавлевски. Мора да се спомене дека во оваа класа резултатите се уште не се официјални, бидејќи се уште има можност за жалби и приговори врз основа на веќе донесени одлуки од одредените комисии, па затоа и овие резултати ќе ги прифатиме до некаде со резерва, меѓутоа според бодовната ситуација сега за сега Мојсей Милосавлевски прв, додека неговиот најголем конкурент и до сегашен актуелен шампион Георги Пожаренко го освои второто место, а е втор и во генералниот пласман, доколку се верифицираат бодовите од Галичица и Пониква. Технички совршено возење. А ова е возењето на Трајковски Крсте, исто така од клубот Скопје, кој се појави на последниве две трки и постигна, може се рече, солидни резултати, доста добри. Има освоено едно второ, едно четврто и денеска еве едно трето место. Од трите настапи, три пати високо пласиран, што не му успева секому во самиот старт. Сепак за тоа е потребно и добро возило. Тоа беа возењата во денешните 5 класи.
би можеле да се потсетиме, значи, во петата класа победа на Илија Малинковски, во четвртата на Сашо Андреевски, во третата Томислав Стојанов, во втората Ранко Станојковски и во првата класа до 850 кубни сантиметри победник Мојсија Милосавлевски. Овој пат немаше приговори, резултатите од оваа трка веднаш се официализирани, за разлика, да речеме, од некои други трки во оваа сезона. Исто така и од трката на водно напролет која се одржа, кога второто место на Мојсија Милосавлевски беше оспорено од Автомотодруштвото Академски, оправдано, со што Мојсија Милосавлевски беше дисквалификуван. Инаку во оваа сезона требаше да се одржат 13 трки, знаете, едната од пробишти беше бојкотирана. Меѓутоа, тоа не попречи во регуларноста на првенството, со мало задоцнување тоа се одржа до самиот крај и заврши во предвидениот рок. Така да, после оваа трка со автомобилистите ќе можеме да се дружиме само уште на 13 ноември, кога на водно исто така ќе има ревијален надпревар на истава патека по повод ослободувањето на град Скопје. Се надеваме дека и идната година ќе има ист подем во овој спорт како што имаше и досега. Од година на година се поголем број на нови возачи, нови спонзори, што